Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Петок 30 септември, добар ден, го слушате политичкиот магазин Пулт на Радио Слободна Македонија. И овој петок ќе анализираме актуелни политички прашања и теми на 72 дена пред закажаните парламентарни избори на 11 декември. Мој гостин и соговорник денеска ќе биде градоначалникот на општина Карпош Стефче Акимовски, кој е лидер на политичката партија Гром. Останете на брановите на Радио Слободна Македонија, ќе имаме интересен разговор. Ја слушате политичката емисија Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова. Како што најавив на самиот почеток, мој денешен гостин соговорник, лидерот на Гром и градоначалник на општина Карпош Стефче Акимовски. Добре дојдовте во Пулт на Радио Слободна Македонија. Што викат црногорците, боле вас нашо. На 72 дена пред изборите го водиме овој разговор. Ќе се одржат ли избори на 11 декември? Ќе биде ли трета среќа за Македонското собрание, кое што по трет пат ги закажува парламентарните избори? Искрено да видам, мене ова не ми личи на предизборие и мислам дека СДСМ се обидува да најде изговор повторно да не оди на избори, имајќи во предвид анкетите кои излегуваат и дека бара разноразни причини да не оди на избори. Ако нема некој притисок од надвор, мислам дека и овој пат нема да се оди на избори. Тоа е навистина лоша прогнози, мајки во предвид што се во овој период се прави како отстапки за да дојде до избори на 11 декември. Тука зборувам и за медиумите, избирачкиот список за кој што се правеа навистина чудни отстапки, ставајќи луѓе кои што не се фантоми на посебен избирачки список и дополнително зборувајќи за Катица Јанева како специјален јавен обвинител, кој очигледно е започна својата интензивна агенда во пресрет на изборите. Практично сите тези, сите сминувања на Социјалдемократскиот сојуз паднаа во вода. Нивна теза беше дека има 150.000 фантомски гласови, за да после 1,5 година констатираме дека избирачкиот список е во ред и дека ДИК да потврди дека тој е истиот избирачки список кој што сега СДСМ си го потпиша и кој што има 19.000 луѓе кои што се одселени од Македонија или се во Македонија, меѓутоа на овој избирачки список сега не најдоа интерес или не се информирани кои што не се пријавиле од разноразни причини. Значи фантомски гласови гледате дека нема. Нивна главна полуга беше специјалното јавно обвинителство кое што е ОЗТ на Социјалдемократскиот сојуз. Очигледно дека и специјалното обвинителство не ги дава резултатите, спектаклите кои што тие очекуваат да ги имаат. Јас само да подсетам, сега велат дека 18 месеца ми е малку за специјалното обвинителство да процесуира одредени кривични пријави, а да подсетам дека бомбите почнаа да се објавуваат средината на февруари. На 2 јуни му ги одземавме ингеренциите со Пржинскиот договор на Зврлевски и на Висшето јавно обвинителство, државното јавно обвинителство. Како баравме од Зврлевски за 3,5 месеца да покрене истраги и така натаму, а Катица Јанева веќе една година практично не продуцира ништо. Како на Жерновски рекле да му удрат два шамара, како го псуеле Љубе Бошковски додека бил не знам додека го апселе, некои тривијални предмети, сега исто така замара со како се вика ова Трезор или како се вика, не знам, најнова афера и така натаму. Очигледно дека обидите да секој нешто според нив осомничено да го продуцираат во јавноста како медиумски спектакл е дел од кампањата што се води Социјалдемократскиот сојуз и од сам старт единствена главна полуга на која што Социјалдемократскиот сојуз се потпира е специјалното јавно обвинителство да одреди мерки притвор за одредени лица и практично физички да ги тргне политичките актери, политичките противници на Социјалдемократскиот сојуз и така ако може со помош на чадорот да се инсталира да дојде на власт, меѓутоа очигледно дека не им успева. За среќа, граѓаните на Македонија покажа, например, и 92 година, кога се распаѓаше Југославија, дека овој народ не можете така лесно да го запалите и не можете така лесно да го вовлечете во погрешна насока. Ако тогаш Македонија влезеше во конфликти со ЈНА или насилно да се обиде да се отцепи од Југославија, ќе се лееше
крв, ќе се даде жртви и така натаму. 2001 конфликтот исто така овој народ не влезе во конфликт да има братоубиствена војна и да има крв до колена во Република Македонија. Исто и сега многу трезвено граѓаните на Република размислуваат и она што е суштинско, овој народ не поддржува кодоши. Овој народ не поддржува луѓе што работат за странски интереси. Повеќе од очигледно е дека интересите се јасни, дека гарант за спроведување на интересите на Соединените американски држави овде на Балканот се партиите од албанскиот блок, без разлика дали се работи за Македонија, се работи за Косово или се работи за Албанија. И од прилика основната цел на оваа операција, што овие скоро 2 години мачење на македонските граѓани е да се ослабне водечкиот македонски политички блок, да се појача водечкиот албански блок со цел да има поголема гаранција за остварување на нивните интереси овде во Македонија и на Балканот. За жал, тука се наоѓа користат мост или, како да кажам, квистишката улога ја играат преку СДСМ и преку Зоран Заев, кој што треба да биде главната тупаница во практично растурање на тоа цврсто македонско одбранбено ткиво кој што ги брани македонските национални интереси и очигледно дека досега не успеваат. Стратегијата е да се оди на годишно, месечно измачување на граѓаните, за да на крај граѓаните кажат па што сака нека биде само ова еднаш да заврши, за да тие што си намислат да дојдат на власт. Јас сум длабоко убеден дека треба да имаме трпение, треба да од прилика нивните намери, нивните глупости што сака да ги прават се осуетени. Морам да кажем дека не спијат ниту македонските служби. Јас имам голема верба во Управата за безбедност и контраразузнавање, Агенцијата за разузнавање, значи сите они структури на Македонија кои што се на браникот на одбрана на државноста на Република Македонија си работата како што треба и длабоко сум убеден дека сите вакви намери се осуетени, дека сето ова будно се следи и она што е најбитно, можеби тој први исчекор со бомбите и така натаму беа во предност, меѓутоа очигледно дека повеќе не се во предност и едноставно не знаат практично што да прават сами со себе. Гледате дека сега има ново сценарио. Господата од опозицијата се изна Сонча, се изна Бања, се изна на Халкидики. Минатиот викенд беше последен викенд на Халкидики. Гледате, од понеделник почна шарена револуција, почна да фрлат пак боја и така натаму. Очигледно дека додека тие одмараа во текот на летниот временски период, некој треба да ја води оваа држава, некој треба да работи за оваа држава, некој треба да мисли за граѓаните, некој треба да работи проекти и така натаму. И мислам дека и представниците на власта и громје во таа власт и сите оние кои што сака да ги штитат националните интереси на оваа држава, треба да бидат потрпеливи, треба да бидат поистрајни во својата битка и јас сум длабоко убеден дека оваа битка ќе се добие. Ќе се вратам еден чекор назад. Зборувавме за специјалното јавно обвинителство. Вие како партија често ја критикувате работата на Катица Јанева. Како го оценувате она што се случуваше во парламентот во изминатите недели, она што се случуваше во Советот за јавни обвинители? И клучното прашање, може ли Катица Јанева да одговори на најважниот предизвик како специјален јавен обвинител во оваа држава, а тоа е да одговори на прашањето кој прислушувал? Гром не ја критикува Катица Јанева критика ради критика, критикуваме принципиелно. Прво, тоа е производ со фабричка мана. Значи, спротивно на устав и спротивно на закон за судство. Тоа е двотретински системски закон. Значи, две крупни работи. Нека извинат оние што не притискаа да го донесеме тој закон, да ги прашам дали тие во нивните земји така лесно си го кршат уставот. Дали така лесно се гази врз уставот. Нека извинат, ама ние 2001 година леевме крв за овој устав што сме го донели со консензус и за нас уставот е света работа. Втора работа. Со таков негативен багаж влегува Катица Јанева и специјалното обвинителство во овој процес и наместо да се потруди тој негативен багаж да го компензира со една крајна објективност,
со една крајна желба да се служи на државата и на граѓаните на Република Македонија. Ако има нешто крупно да се излезе, да се каже да, имаме, натраги сме да најдеме нешто крупно, ако нема, поштено е да се искочи и да се каже дека овој народ има преголеми очекувања од специјалното јавно обвинителство. Јас длабоко сум убеден, а времето ќе покаже, дека премногу големи очекувања Социјалдемократскиот сојуз создаде кај граѓанството специјалното обвинителство. Зошто? Затоа што секој оној што бил во извршна власт знае дали системот сам по себе не ти дозволува ти да направиш криминал за кој што треба да лежиш долги години роби. Значи, системот не ти дозволува да влезеш во такви глупости, затоа што се е подредено да решаваат делови служби, раководители, да иде на јавни набавки, тендери и така натаму. И затоа сметам дека специјалното не ова, него 5 специјални обвинителства да формираат, дека не може да најдат ништо крупно, зашто едноставно невозможно е да се направи нешто крупно и затоа ние повеќе пати ја прозиваме. Остај кој го псуел Љубе, остај кој на кого шамари сакал да удира, кажи ни, зборувавте дека 5,5 милиарди се изнесени од Република Македонија. Ве молам да ни кажете нешто за тоа, за криминалот. Првенствено, граѓаните ги интересира дали има криминал. Зашто до сега не искачат да кажат нешто, има ли нешто тие 16 милиона евра од кинеските пари? Кјутат и молк. Има ли нешто од тие 850.000 евра израелски пари за кои што се зборуваше и што слушавме во бомбите? И тука гледаме дека нема ништо и очигледно е дека ова како вистински репрезент на специјалното обвинителство нејзиниот водач Катица Јанева, жената се изгуби тотално. Јас почитувам тоа што е таа дама, не би сакале да упатуваме кон нејзин навреди, меѓутоа таа сама си придонесува да биде навредувана со нејзиниот однос, затоа што пристапи кон процесот необјективно, затоа што очигледно дека влегува, јас сум убеден дека таа не е толку боса колку што влезе во погрешни води, затоа што ако таа работата си работи како обвинител, ќе биде нешто сосема друго. Таа се обидува да биде политичар, се обидува да слуша политичари и очигледно дека во тие води се изгуби и не знам како не е свесна оваа жена дека еден ден против нејзе ќе се води процес. За овој срам што го прави на Република Македонија, еден ден она ќе мора да одговара за ова што го работи и за ваквиот начин на нејзиното однесување. Второ, во отсуство на аргументи, во отсуство на подготвеност да се соочи со аргументите и со предизвиците, таа прибегнува кон бегање од соочување со јавноста, од соочување со пратениците, од соочување, пазете, со Републичкиот судски совет, овакво советот на обвинители, кој е единствено надлежен да ја цени незината стручност и така натаму. Секому треба да ја каже, никому од нас што сме во извршна власт, и јас како градоначалник, некогаш имаш непријатни ситуации, неаргументирани напади и така натаму, и тоа ти си должен да се соочуваш со тие предизвици. Како може некој што троши државни пари да каже јас не ви давам очет кај ги трошам парите? Тоа е нонсенс. Да имаат малку кредибилитет нашите пратеници. Прво што треба да направат од сите пратенички групи, да се собере 61 пратеник, да направат измени и дополнување законот и да го укинат специјалното обвинителство и незе и на чадорот и на лидерите политички да им кажат дека никој со нив не може да се игра, дека овој срам повеќе не се трпи. Или второ, сега кога се носи буџетот, да си дадат амандман да ги укинат парите, па бидејќи многу ја сака Македонија, нека работи без пари или по крајна линија чадорот нека и даде. Так, наместо да ги троши на погрешни насоки во финансирање на невладини организации кои ќе штракуваат, нека си ја финансираат Катица Јанева, она очигледно не работи за овие граѓани, таа работи за нив. И тогаш не мора да ни дава отчет за незините пари. Јас мислам дека контрамерка од страна на пратениците мора да следи за навредите кои што им ги изрекува и непочитување на пратениците. Замислите министер во владата да искочи и да каже не ви давам отчет за тоа кај ги трошам парите. Дали тоа можно? Или било кој друг кој што е должен да даде извештај во парламентот да каже да видиме што ќе го снајде во рокот, не знам, веќе на наредната седница на парламентот. И ова е јасно дека таа добива сила и политички инструкции
како од Социјалдемократскиот сојуз, така од чадорот, и мислам дека пратениците не треба да играат по нивните ноти, туку треба да како да кажам, да преземат контрамерки кои што нив ќе ги стави потоа во дефанзивна ситуација, да морат потоа да барат нов пас за КТС-нави и за специјалното обвинителство. Но се чини дека сепак предизвикот да се преиспита колку е функционално, уставно и како е востановено едно вакво јавно обвинителство ќе биде на Уставниот суд повторно. Вие еднаш застанавте во одбрана на независноста на оваа институција, но еве повторно слушаме директиви од лидерот на СДСМ кога Уставниот суд може да одлучува за ова прашање, тоа да биде до 12 октомври или да биде по 11 декември, кога треба да се случат изборите. Ќе го браните ли повторно Уставниот суд доколку донесе некаква одлука? Апсолутно. Ние не го браниме Уставниот суд, ги браниме принципите. Значи, никој имало, јас сум бил министер во владата на Република Македонија, Уставниот суд поништувал одредби од закони кои што, пазите, прошла владина процедура, го прошле секретаријатот за законодавство кој е исклучително стручен и готово не дозволува да направите грешка од уставно правен карактер. Се случувало одредени одредби клучни од законите кои што биле согласно европските директиви да ги поништи Уставниот суд. Дали некогаш јас сум излегол да коментирам одлука на Уставен суд, иако не ми било драго, затоа што да речеме тие членови одредби од законите биле клучни во реформите, дали се работи за закон за работни односи, дали се работи за закон за трговски друштва, закон за трговија или било кој друг закон, ми разбирате. Впрочем, јас колку што сум научил Бранко Црвенковски, негови зборови се дека одлуки на Уставен суд не се коментираат. И мислам дека е тоа исправно и тоа е државнички и така треба се однесуваме ние што сакаме да ја градиме оваа држава. Меѓутоа нихилистите нормално за нив не чини тезата која спроведуваат обвинителството е нестручно, партизирано, судството е партизирано. Ако ќе добија судски спор тогаш од Социјалдемократскиот сојуз, тогаш не им е партизирано судството, медиумите им се партизирани, не знам, Уставниот суд, Врховниот суд, се за нив е партизирано, што сметам дека е една опасна теза кој што ги подрива и ги руши темелите и ја руши довербата кај обичниот граѓанин во институциите на системот. Секој што согласно закон не може да оствари некое право во државата, целта е да се создаде револт кај него дека, не знам, институциите се партизирани и за тоа што не може да си го остави своето право, кое што не му следува согласно закон, да му биде крива власта, а во исто време се создада впечаток кај меѓународната јавност дека Македонија нема институции и не функционира, а јас сакам да кажам нешто сосема обратно. Видоа оние во Куманово на 9 мај минатата година дали институциите на Македонија не функционираат. Видоа и Чаушот и Заев дали македонските институции не функционираат. Јас сум длабоко убеден дека тие функционираат и дека секој што ќе се обиде многу посериозно да го наруши кредибилитетот и интегритетот на Република Македонија, дека тогаш ќе види како функционираат македонските институции и очигледно дека тие нивни обиди се пред се флоскули, пред се како да кажам, пред се реторика која што сака да создаде впечаток кај обичниот граѓан дека во граѓани на оваа држава не функционира ништо, односно дека е се партизирано и дека причина за неостварување на одредени нивни права и така натаму е само власта и никој друг. Деновиве слушаме различни анализи за состојбите во опозицијската СДСМ. Вие со години бевте најисторениот теренски играч, би рекла, на Социјалдемократскиот сојуз, а ве прашувам со искуството кое што го имате, дали денеска опозицијската партија е поблиску до изборна победа од најдобриот резултат кој што го остварија во 2011 со Бранко Црвенковски, кога се доближија со само 70.000 гласа разлика до победа? Не. Опозицијската партија од самото објавување на бомбите па навака никогаш не била блиску до власт. Значи никогаш. Таа разлика најмногу е намали во време кога ги објавуваше бомбите и мислам дека вистинско време за распишување на избори беше токму јуни месец 2015 година. Се што оди навака тие гледат дека нема друг продукт кој што треба да го продуцираат према граѓанството, освен бомбите, и затоа повторно почнуваат сега по разни канали да пуштаат бомби. Во почетокот е сега цел на нападите е ДУИ, натаму повторно ќе бидат представници на
на ВМРО-ДПМН и други представници на власта. Искрен да бидам, тоа е очекувано, затоа што нема и што да се понуди на политичката сцена ако некој нуди решенија за проблемите на пензионери, решенија за проблемите на земјоделците, не знам, решенија од областта на енергетската ефикасност, од инфраструктура, од било превзема мерки за подобрување на мерките на економската политика, за подобри резултати, за подигање на стандард и така натаму. Од друга страна нема што да се понуди, освен повторно да се навратиме да го подсетиме народот на бомбите и на дискредитација на представниците на власта. Тоа е единствен начин како може да се одржи во живот Социјалдемократскиот сојуз, а од друга страна антагонизмите меѓу оние луѓе што се блиски до Црвенковски, оние луѓе што се тргнати од таму и така натаму, тие постојат и често пати со одредени пријатели кога разговараат со мене како сум го напуштил Социјалдемократскиот сојуз, јас морам да кажам дека сум среќен за таа работа, затоа што во ситуацијата кога се одлучуваше за Бранко или за Заев, каде би требало човек да се определи. Во ситуацијата кога гледаш дека некој игра квислишка улога во државата, дали ќе се определиш и ти да играш неговата игра или ќе гледаш да се тргнеш. Значи, во ситуација кога гледаш дека нема економски, социјален, образовен, културен, енергетски и така натаму, значи енергетиката е многу битен сегмент од развојот на Република Македонија. Ако оваа земја нема енергетска стратегија, како таа ќе се развива, како таа ќе биде индустријски развиена земја, ако нема и инфраструктурни проекти, ако нема визија што ќе прави со културата, каде ќе оди образованието на Република Македонија, до кога овие деца што завршуваат во Македонија, нивните дипломи нема да се признаваат на запад и така натаму. Значи ние не гледаме од Социјалдемократскиот сојуз такви предлози кои што ќе го свртат вниманието на граѓаните, туку гледаме само дека се обидоа нешто да кажат некои, како да кажам, наводно некои проекти, очигледно граѓанството не верува нив и нема што повторно се враќаат кон шарената револуција и односно се кријат за шарената револуција и зад продуцирање на бомбите. Во недела треба да се одржи чинам партиски конгрес на кој ќе се креира платформа за широк настап на изборите. Како го коментирате вие? Сметате ли дека е успешна стратегија вклучувањето на шарената револуција и шарените револуционери во партијата и ставањето на овие луѓе кои што беа на улиците на пратеничките листи? Јас мислам дека тоа е супер решение, затоа што таму има и фрустрација. Кој ќе вклучите во пратеничка група луѓе кои што се бавеле со политика и луѓе што врска немаат од политика, дури тогаш ќе ги видите танталовите маки на тој што ги правел листите и што би рекле живи били па видели. Вие видовте што се случи со мост во Хрватска, какви односи има самите внатре, кога ќе направите собир на луѓе кои што не се бавеле со политика, какви беа односите во коалицијата со ХДС, што се случува сега понатаму. Мислам дека тоа нема да му штети на владеачката партија, владеачката коалиција, туку напротив, како да кажам, може само да влие на поголема конкурентност и кон создавање на уште по-квалитетен продукт према граѓанството, за разлика од вамо кај што ќе имаме во континуитет дисонантни тонови. Вие видовте оној голем протест што сакаат да го организираат пред Уставниот суд. Ние како партија тогаш застанавме зад Уставниот суд, доживеа комплетно фиаско, начело со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, и гледате после тоа какви кавги имаше меѓу нив внатре, а јас сум длабоко убеден дека нив ги чека уште многу порази. Не само порази на парламентарните избори, туку ги чекаат уште многу порази, така да мислам дека ако така фрагментиран состав, парламентарен состав се направи кај Социјалдемократскиот сојуз, тоа ќе биде само добро и за граѓаните на Република Македонија, но и за политичките противници. Ајде малку за Гром. Ќе одите ли на следните избори повторно во коалицијата со ВМРО-ДПМН? Ние веќе потпишавме еден договор кој што беше за јунските избори. Мислам дека нема причина
да учествуваме заеднички на наредните избори. Сметам дека нема потреба од растурење на гласови. Гром си дава квалитетен придонес во оваа политичка битка овие 2 години. Покажавме дека сме во коалиција, меѓутоа имаме доста работи кои што размислуваме различно од владеачката политичка гарнитура. Сметам дека Гром ќе си даде огромен свој придонес и натаму во коалицијата и така заеднички на овие избори можеме да очекуваме повторна победа, а впрочем тоа го кажуваат и сите анкети. Така, какви се вашите очекувања од изборите? Јас повторно очекувам дека оваа коалиција, начело со ВМРО-ДПМН, ќе однесе победа на овие избори. Не случајно, туку затоа што е коалиција која што се труди да решава проблеми на граѓаните. Има граѓани кои што си имаат фрустрации, кои што си имаат проблеми животни, екзистенционални и така натаму. Далеко од тоа дека не може да се бара причина и во владењето на актуелната владеачка партија, односно коалиција, но има и голем број на граѓани кои што позитивно го оценуваат работењето на владината коалиција во изминативе 10 години и како резултат на тоа во континуитет даваат поддршка. Дали се работи готово да нема целна група која што не било фатена не со една, туку со повеќе владини мерки. Дали се работи за пензионери, дали се работи за стопанственици во смисла на даночни одлеснувања и други поволности, дали се работи за обичниот граѓани, дали се работи за земјоделците со субвенции, стимулации, поддршка на земјоделието во подигање на насади, подигање на основно стадо и други потреби, не знам сега еве систем капка по капка, набавување на механизација и така натаму. Дали се работи за деца со посебни потреби, дали се работи за деца без родители. Ниедна влада, освен владата на ВМРО-ДПМН, јас сум бил министер за труд и социјална политика, не давала станови за овие деца. Значи, ние кога сум бил министер сме го решавале прашањето со тоа што сме плаќале киријата за овие деца после нивна навршена 18 година. Натаму лицата, како што реков, лицата со посебни потреби, гледаме дека се прават силиниче корводерот на енергетската ефикасност, гледаме дека се прават големи инфраструктурни проекти. Можете да замислите, граѓаните на Свети Николе доаѓаат на 17 км од Скопје. Се прави аутопат Скопје, Свети Николе, Штип, Кочани, Скопје, Свети Николе, Штип, Радовиш. Можете да значите за тој источен, да знаете што значи тоа за источниот дел од Македонија. Се прави аутопат Крива Паланка, Куманово. Се прави аутопат према Прилеп, се прави аутопат Гостивар, Кичево, Охрид. Практично тоа е и проект кој што го промовираше Гром. Нашиот проект е од секаде до Скопје за саат време и од Скопје до секаде за саат време. Можете да замислите што ќе значи за граѓаните кои ќе може за саат време да стасат во Скопје. Значи секој може да работи секаде и да си живее таму каде што живее, наместо да се сели, да купува стан. Граѓаните на Свети Николе, на Куманово, не знам, на Пробишти, на Кочани, секојдневно може да одат на работа во друг град и да се вратат, како да кажам, во текот на денот дома кај своето семејство, без да се селат како што тоа го работат во развиените држави. Значи, во делот на инфраструктурата, за разлика од тоа Социјалдемократскиот сојуз, гледаме дека такви продукти нема, а и таму каде што во моментот ја практицира власта Социјалдемократскиот сојуз во Струмица, во Куманово, во центар, вие ќе видите дека повторно се демонстрира неспособност. Повторно имаме мал број на проекти. Јас можам да ви кажам дека со години на прво место по број на проекти е градоначалникот на Скопје Коце Трајновски, на второ место е Владо Талевски од Битола, секогаш третото место го држала општина Карпош. Оваа година, можеби како резултат на тоа што Владо Талевски ги има овие проблеми со специјалното обвинителство, општина Битола е на четврто место, односно на трето, општина Карпош е на второ место по број на проекти. А, на пример, општина
општина Струмица е на 50 и не знам кое место заедно со Шипковица, не знам Боговиње и така натаму. А ако видите дека градоначелниците на Куманово, на Струмица и на Центар имат 60% од проектите што ги има општина Карпош, што тоа кажува дека се работи за луѓе кои што немаат идеја, кои што малку им се работи за граѓаните и кои што не можат да постигнат резултати, односно да ги погодат вистинските проекти. Тоа исто може да се преслика и на државно ниво. Впрочем, Катица Јанева е кадар на Социјалдемократскиот сојуз. Денеска Санта аргирува она промашување што го направи во македонската телевизија со интервјуто на Катица Јанева, повторно е кадар на Социјалдемократскиот сојуз. Таа беше шеф на кабинет на Илинка Митрева. Значи, повторно Социјалдемократскиот сојуз ви можете да ги видите со какви кадри тој ќе настапува во случај да ја земе власта. Значи се работи за една структура која што има оскудни капацитети или пак вистинските луѓе очигледно дека не може да дојдат до прави позиции за да можат да дадат резултати. Со кои проекти најмногу се гордеете во општина Карпош? Јас најмногу се гордеам со поддршката на учениците. Бесплатните ужинки, бесплатните екскурзии, стипендиите за учениците, спортските игри, екскурзиите што ги правиме, тоа за мене представува најголемо задоволство. И со тоа што успеавме во еден мах да ги реновираме сите училишта, сега сме на пат и сите градинки, за мене најголемо задоволство представува она што ќе го направиме за нашите најмлади жители во општината. Ќе се кандидирате ли повторно на локалните избори за градоначелник? Ние неодамна имавме една анкета која што ја правеше сосема независна куќа, искрен да бидам без и мое знаење. Анкетите кажуваат дека 70% од граѓаните се задоволни од работата на локалната самоуправа. Јас сум длабоко убеден дека со право, затоа што ние некаде после декември месец од 14 урбани заедници, или како што ги викаме местни заедници, 11 ќе видат со скрос нови улици, нови равници, нови тротоари, ново улично осветлување, не само канделабри, туку и подземни инсталации, нови интернет врски. Изградивме преку 30 километра канализации фекални и атмосферски, преку 50 фасади, наредната година ќе има уште 30-тина. Можете замислите дека Карпош ќе има друг лик за наредните 4 години, што значи дека енормната работа, голем број на проекти што сме ги работили, очигледно дават резултати кај граѓаните. Има и нормално недоволно аргументирани напади, организирани од политичките противници, кои ще се заскрива зад граѓански иницијативи, за наводно, не знам, општина Карпош сака да го уништува зеленилото, го бетонира Карпош и така натаму. Ако ви кажам вака, дека во општина Аеродром за овие 7,5 години изградени се 120 стамбени објекти над 4 ката високи. Во општина Карпош за овие 7,5 години, значи времето кога бил Социјалдемократски сојуз во општина Карпош, изградени се вкупно 20. И се можете да замислите, обвинување има на градоначалникот на Карпош дека го бетонира Карпош, а замислите градоначалникот на Центар не го бетонира Карпош, односно Центар. Дебар Мало, она джунгла е продукт на човек од Социјалдемократскиот сојуз Мирослав Грчев како градоначалник. Еден од најлошите делови во Скопје е делот на кисела вода после рампа, продукција на Љупчо Димов, поранешниот градоначалник на Социјалдемократскиот сојуз. На Грчев е продукт и универзална сала, значи најтешките, најлошите делови за живење на Скопје се продукт на луѓе од Социјалдемократскиот сојуз. Тие политички противници не може да кажат за мене, за председателот на Советот, за Советот, за администрацијата, дека не знаеме, дека не работиме, дека не сме посветени на работата, дека немаме проекти. Она што може да обвинуваат, нели, тоа е ние ким го земеме зеленилото, што е ноторна лага, и јасно е дека граѓаните и тој дел од лагата на Социјалдемократскиот сојуз ја препознаваат. Тие најпрвин започна во текот на 2013-2014 година дека општина Карпош е презадолжена, дека само што не колабирала, дека немаме резултати, дека не можеме да функционираме и така натаму. Ние очигледно дека тој период го пребродивме, благодарение токму на големиот број нови урбанистички планови и приходите кои што успеавме да ги обезбедиме и со продажба на земјиште и најголем
приходи на општината доаѓаат токму од изградбата на новите стамбени објекти. Таков е системот на финансирање на локалната самоуправа и ако ви кажам дека 2014 година за првите 9 месеци сме имале 248 милиона денари приходи, а денеска за првите 9 месеци од годината имаме 500 милиона денари. Значи тоа е дупло повеќе од 2014 година. Тоа јасно кажува дека потезите што сме ги влечеле со цел да се обезбедат поголеми приходи, а тоа е повторно се враќа кај граѓаните со тоа што реконструираме улици, правиме канализации, фасади. Нема општина во Македонија кој што менува кровови на индивидуални, на колективни згради. Нема општина во Македонија која што менува лифтови по згради. Нема општина во Македонија од нас видоа почна, да речеме, центар Еви аеродром да прави фасади. Нема општина во Македонија кој што дава бесплатни ужинки, бесплатни екскурзии за учениците и така натаму. Се тоа работи кои што ние со тие прибрани средства нормално пак ги враќаме кај граѓаните на општина Карпош и затоа мислам дека тој предизвик и тоа почитување заемно меѓу локалната самоуправа и граѓаните на општина Карпош ќе продолжи натаму. Господин Екимовски, ви благодарам за гостувањето во Пулт. Молам. Почитувани слушатели, останете со програмата на Радио Слободна Македонија. Тоа беше се во политичкиот магазин Пулт. Јас сум Славе Царсова, уредник и водител на програмата во продукција на Трговското радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Пријатно. Интервјуа, анализи, жешки теми. Политички магазин Пулт на Радио Слободна Македонија со Славица Арсова.